Советот на општина Битола. Свикувам седница на Комисија за финансии и буџет на Советот на општина Битола на 14.3 во 9 часот. Дневен ред. Прва точка, квартален извештај за извршување на буџетот на општина Битола за четвртиот квартал од 2021 година. Завршна сметка на општина Битола за 2021 година. Трета точка, годишен извештај на општина Битола за 2021 година. Четврта точка, одлука за проширување на средствата на буџетот на општина Битола за 2022 година. Петта точка, одлука за измена и дополнување на одлуката за извршување на буџетот на општина Битола за 2022 година. Шеста точка, измена и дополнување на буџетскиот календар за 2022 година. Седма точка, одлука за обезбедени средства за надоместок за експропријација на недвижен имот за изградба на комунална инфраструктура во општина Битола. Осма точка, одлука за прифаќање на противпожарна опрема за потребите на ТППЕ Битола. И деветта точка, иницијатива за донација на хуманитарна помош за збратимениот град на општина Битола, Кременчук во Република Украина. Почнуваме со прва точка. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Битола за четвртиот квартал. Уствари, ако сакате да одиме заедно, трите точки, првите три ќе одат заедно. Благица Повели. Благодарам, председателке. Со оглед на тоа што содржината на првите три точки е иста, односно кварталниот извештај и завршната сметка се содржани во годишниот извештај на општината Битола за 2021 година, предпоставувам затоа и заедно ќе ги разгледуваме овие три точки заедно. Буџетот на општина Битола за 2021 година е донесен на седницата одржана на 28.12.2020 година. Во текот на 2021 година се донесени 4 одлуки за измена на распоредот на средствата во буџетот на општина Битола за 2021 година, и тоа на 69-та седница одржана на 18.2.2021, 72-та седница на 5.4.2021, 73-та седница на 26.4.2021, 76-та седница на 7.6.2021 и 5 одлуки за проширување на буџетот на општина Битола одржани на 68-та седница, 69-та, 71-та седница, 73-та седница и 76-та седница. Усвоени се исто така и две одлуки за измена и дополнување на буџетот на општина Битола за 2021 година, донесени на 77-та седница одржана на 11.6.2021 и на првата седница одржана на 15.11.2021 година. Исто така, усвоена е една измена на одлуката за извршување на буџетот на 78-та седница одржана на 9.7.2021 година. Според годишната сметка на билансите на приходи и расходи, планираните даночни приходи се во 2021 година остварени се со 85,72%, и тоа данокот од доход и добивка со 81%, данокот на имот над планираниот износ, данокот на специфични услуги со 78,66%, таксите или дозволи за вршење на дејност со 53,26%. Планираните неданочни приходи се остварени со 73,23%, и тоа глобите, судски и административни такси со 69%, таксите и надоместоците со 65,76%, другите неданочни приходи со 80,64%. Планираните капитални приходи се остварени со 52,37% и трансферите од други нивоа на власт и донациите со 49,19%, или вкупните приходи на општина Битола во 2021 година се реализирани со 64,48%. Сметката самофинансирачки активности реализирани се следниве приходи. Вкупните приходи на таа сметка се реализирани со 39,42%. Кај сметката донации, во сметките донации во вкупен износ од 155 милиони денари, реализирани се 75 милиони денари во сметките на донации на основните средните училишта, детските градинки или 48,66%. Во делот на расходите во расходната страна на основниот буџет на општината може да се прикажува по видови на сметки и програми, согласно програмската класификација
Во 2021 година офатени беа 33 програми. Реализацијата на расходите во текот на 2021 година е извршена како резултат на спроведени 190 постапки за јавни набавки од Оделението за јавни набавки и добиени 2502 фактури во Оделението за сметководство и други расходи предвидени согласно Законот за локална самоуправа. На сметката на основниот буџет ја имаме следнава реализација. Вкупните тековни оперативни расходи, основните плати од планираните 58 милиони денари, реализирани се 47 милиони денари. Придонесите од планираните 22 милиони денари, реализирани се 18 милиони денари. Надоместоците од планираните 11 милиони денари, реализирани се 10 милиони денари. Постојаната резерва е реализирана со 1 милион и 200 илјади денари од планираните 1 милион и 500 илјади денари. Патните и дневни расходи реализирани се 453 илјади денари од планираните 1 милион 378 милиони денари. Комуналните услуги имаме реализација од 50 милиони денари од планираните 92 милиони денари. Материјалите и ситен инвентар имаме реализација од 7 милиони денари од планираните 12 милиони денари. Поправка и тековно одржување има реализација од 88 милиони денари од планираните 111 милиони денари. Договорните услуги се со реализација од 15 милиони денари од планираните 28 милиони денари. Другите тековни расходи реализирани се со 12 милиони денари од планираните 20 милиони денари. Привремените вработување се со реализација од 6 милиони денари од планираните 7 милиони денари. Каматните плаќања кон домашните кредитори се реализирани со 38.000 денари од планираните 200.000 денари. Трансферите до невладини организации се реализирани со 39 милиони денари од планираните 41 милион денари. Разните трансфери се со реализација од 48 милиони денари од планираните 53 милиони денари. Исплатата по извршни исправи е реализирана со 2 милиони 629 илјади денари од планираните 3 милиони и 700 илјади денари. И социјалните недоместоци се реализирани со вредност од 7 милиони 892 илјади денари од планираните 8 милиони 650 илјади денари. Кај вкупните капитални расходи имаме следнава реализација. Купувањето на опрема и машини е реализирана со 49 милиони денари од планираните со 9 милиони 910 илјади денари од планираните 49 милиони денари. Другите градежни објекти се реализирани со 362 милиони денари од планираните 622 милиони денари. Купувањето на мебел е со реализација на трошоци во износ од 139.000 денари од планираните 290.000 денари. Вложувањето во нефинансиски средства има реализација во вредност од 5.478.000 денари од планираните 9.500.000 денари. Купувањето на возила е реализирано со износ од 17 милиони денари од планираните 17.990.000 денари. И од платата на главницата е со реализирани расходи во износ од 14 милиони 281.000 денари од планираните 14 милиони 500.000 денари. Или извршувањето на расходите во буџетската сметка за сите програми е 64,48%. По програми, Советот на општина Битола е реализиран со 93,96%. Програмата А1 изборни активности и референдуми е реализирана со 91,18%. Програмата Локален економски развој со 85,64%. Поттикнување на развојот на туризмот со 73%. Проектите за енергетска ефикасност со 66,98%. Програмата Градоначалник со 70%. Местната самоуправа 32,90%. Програмата Општинска администрација има реализација со 79,12%. Програмата Капитални трошоци на општината со 47,87%. Програмата Јавно осветление 54,35%. Програмата за јавна чистота со 94,98%. Програмата за одржување и заштита на локални улици, патишта и регулирање на сообраќајот со 70,82%. Одржувањето и користење на паркови и зеленило е реализирана со 100%. Програмата за поправки и тековно одржување е реализирана со 39,88%. Програмата за јавно осветление со 77,34%. Програмата за изградба на системи за водоснабдување со 61%.
додека програмата за изградба и реконструкција на локални улици и патишта со 53,39%. Од развојните програми изградбата и реконструкција на локални улици и патишта улица Илинденска со 57,62%. Програмата ЈДН реконструкција на Ѓорги Бекјаров со 63,15%. Реконструкцијата на локален пат село Буково со 76,46%. Изградбата на атмосферска и фекална канализација со 39%. Реконструкцијата на фекална канализација на улица Довледжик со 92%. Изградбата на колекторски систем село Буково со 19%. Реконструкцијата на фекална канализација на улица Довледжик со 74%. Другите комунални услуги има реализација со 60,78%. Изградбата на сообраќајна сигнализација е 1,25%. Програмата за музејска и кинотечна дејност со 76%. Културните манифестации се реализирани со 52,26%. Културните манифестации и творештво, капитални расходи има реализација од 5,92%. Ревитализацијата на поранешниот офицерски дом е извршена со 84,44%. Спорт и рекреација програмата со 100%. Реконструкцијата на фудбалскиот стадион под Тумбекаве со 90,3%. Основното образование има реализација од 78%, а капиталните расходи за основно образование 93,27%. Програмата за противпожарна заштита е реализирана со 48%. Противпожарната заштита со капитални расходи со 37%. Заштитата на животната средина има реализација за 45,91% и заштитата на животната средина капитални расходи со 5,44%. Во делот на урбанистичкото планирање имаме реализација од 1,98% и програмата за родова еднаквост има реализација од 77%. Тоа е во делот на основниот буџет. Во делот на самофинансирачката сметката за самофинансирачки активности имаме следнава реализација. Извршувањето на расходите од сметката самофинансирачки активности кај детските градинки изнесува 38,71%. Домот за стари лица има реализација од 73,78%. Капиталните расходи за детските градинки 27,21%. Капиталните расходи на домот за стари лица со 9,13%. Музејска и кинотечна дејност или зоолошката градина има реализација од 13,86%. Основното образование има реализација 11,59%, додека средното образование 28%. Капиталните расходи за основно образование имаат реализација од 1,23% и капиталните расходи во самофинансирачката активност кај средното образование имаат реализација од 13,95%. Во делот на донациите, во основните и средните училишти градинките, донациите имаат реализација од 31,76%, додека донациите на општина Битола имаат следнава реализација. Донација кинокултура 32,62%, донација бенефит 49,49%, донација детска градинка АРМ 33,73%, донација стартап центар 93%, интеграција зелен транспорт донација 33,11%, Европа на врата 95,91%, донација смарт култура 87,88%, донација ромска заштита, здравствена заштита 29,56%, донација зголемена туристичка понуда преку реставрирање и адаптација на офицерски дом со партерно уредување 91,40%, донација креирање на можности за работа за сите 86,40%, донација ОКРСРЦ 73,37%. Донација Бајр здравствена заштита има планирани средства, но ова 2021 година немаше реализирани средства. Донација реконструкција на постоечко спортско игралиште во ромската населба Бајр 63,72% и донација урбана мобилност 99,97%. Да го разгледаме билансот на состојбата, каде што стои извештајот на пописната комисија за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средствата и нивната вредност. Тука имаме други нематеријални права,
со сегашна вредност од 739.000 денари. Вредноста на нематеријалните права ги опфаќа софтверите кои ги употребуваат вработените во општина Битола. Земјиште за друга намена имаме 112 милиони денари. Вредноста на земјиштето за друга намена е земјиштето кое општината Битола го има откупено од физички лица по пат на експроприација. Градежните објекти имаат сегашна вредност од 1 милиарда 5 милиони 961.000 денари. Вредноста на градежните објекти се однесува на објекти на општината, објекти во урбаните заедници, пречистителната станица во индустриската зона Жабени, објекти во касарната, 17 монтажни киосци на шеталиште, спортската сала Младост, офицерски дом, работничкиот универзитет Крсте Петков Мисирков, домот за доенчина и мали деца, киното Манаки и други градежни објекти. Становите и деловните објекти имаат сегашна вредност од 76 милиони денари. Вредноста на становите и деловните објекти се однесува на 8 станови во сопственост на општина Битола, 4 дуќани, поранешното детско одморалиште Пелистер, вториот дел од зградата на поранешното радио Битола, ќумурното игралиште, фудбалското игралиште во Горно Оризари, фудбалското игралиште во основното училиште Даме Груев, 2 тениски игралишта позади градскиот стадион, единечно тениско игралиште, детски паркови, повеќе детски паркови и други. Во делот на опремата, сегашната вредност на опремата е 42 милиони денари, другите нематеријални средства се во вредност од 26 милиони денари. Во другите нематеријални средства ја евидентираме вредноста на спомениците на култура, како што се споменикот Филип, споменикот Ангел на бранителите и споменикот Александар Турунчев, како и дела на ликовна уметност со кој располага општината. Инвестиции во ТЕК имаме 361 милион денари, во инвестиции во ТЕК остануваат во евиденција реконструкцијата на градскиот стадион под Тумбекафе, која зголемува вредноста на инвестициите во ТЕК во 2021 година. Долгорочни финансиски вложени и здружени средства имаме 2 милиарди денари. Во оваа категорија основачкиот влог на општината во јавните предпријатија, локалните јавни установи, буџетските корисници, Центарот за развој на Пелагонискиот регион, КИЦ, јавното предпријатие за превоз на патници Пела, спортските клубови и друго. Според извештајот на Комисијата за побарување и обврски се констатирани следниве состојби. Непокриени трошоци имаме во вредност од 78 милиони денари. Пари на жиросметката 283 милиони денари. Бонови за гориво 145.000 денари. Побарувањата се однесуваат на побарување по основ на данок на имот на правни и физички лица во износ од 152 милиони денари. Побарување по основ на издаден простор под закуп на деловни објекти и рекламни пануа 2 милиони 241.000 денари. Побарување за користење на земјиште за поставена урбана опрема 3 милиони 253.000 денари. Комисијата во соработка со стручните служби констатира дека и како побарувања се и побарувањата по основ на комунална такса за истакнување на фирма, комуналната такса за музика во јавни локали, користење на простор пред деловни простори, неплатен данок на наследство и подарок во износ од 137 милиони денари и побарување по основ на заведени судски спорови во износ од 7 милиони 212.000 денари. Другите краткорочни побарувања изнесуваат 169.000 денари, побарувањето за дадени аванси 6 милиони 564.000 денари. Овие средства се однесуваат на средствата дадени како кофинансирање за проектите Бенефит и Кинокултура. Другите меѓусебни побарувања во односите со буџетите и фондовите изнесуваат 59 милиони денари, а се однесуваат на побарувањата на основните средните училишта во чие име и сметка општината измирила обврски за електрична енергија, превоз, нафта, како и побарувањата од Агенцијата за рурален развој за урбанистичките планови во село Дихово и Нижополе и побарувањата на средствата од Агенцијата за рурален развој за инвестиција за настрешници во пазарот во износ од 5 милиони 757.000 денари. Оврските кон добавувачите на општината се 188 милиони денари, се однесуваат на отворени обврски за кои фактурите или ситуациите стигнале со задоцнување и за фактури кои пристигнуваат во први месец 2022 година, а се однесуваат за 12 месец 2021 година. Сите обврски имаат доспеват и
имаат рок за плаќање во 2022 година. Обврските се однесуваат и на обврски кон добавувачите правни лица кои истовремено се и гаранции кон правните лица за извршената работа за капитални инвестиции, како што е обврската на КЈП Нискоградба во износ од 6.511.000 денари. Обврските за судски постапки во тек и завршени судски пресуди во најголем дел се однесуваат на судски спорови со вработените во противпожарната единица 1.453.000 денари и спорни обврски за експроприација во износ од 368.000 денари. Обврските спрема добавувачите граѓаните изнесуваат 332.000 денари. Тие се обврски кон изведувачот на споменикот за поставување на споменикот Александар Турунџев. Краткорочните финансиски обврски изнесуваат 14 милиони денари. Во овие обврски се евидентираат обврските на општината за враќање на средствата, парите од заемот од Светска банка за РМ четврт 1 и 2. Другите краткорочни обврски се во износ од 595.000 денари. Тоа се обврски за нето износот за надоместокот на советниците за 12 месец 2021 кој се исплаќа во јануари 2022 година. Други краткорочни финансиски обврски имаме во износ од 873.000 денари. Тоа се евидентирани повеќе уплатени средства од корисниците на општински деловен простор. Обврските спрема државата и други институции изнесуваат 103.000 денари. Ја опфаќа обврската за плаќање на персонален данок за надоместокот за советниците и обврската за персонален данок за авторското дело за поставување на споменикот Александар Турунџев. Пресметките за плата и обврски на вработените во општината изнесува 5.488.000 денари, се однесуваат на неисплатената плата на општинската администрација за 12 месец, а која се исплаќа во јануари 2022 година. Материјали на залиха имаме 3.767.000 денари, се однесуваат на материјали за новогодишно украсување, канцелариски материјал и друго. Ситниот инвентар и неговата исправка се со вредност од 9.755.000 денари и во класата 9 се изворите на средствата и во билансната евиденција, кои ги офаќаат сите претходно споменати нематеријални и материјални добра, основачките влогови на општината во локалните јавни установи и објектите дадени на користење на општината од владата, дел од капиталните инвестиции, стадионот под Тумбек кафе, изградбата на киното Манаки, изградбата на водоводни системи, канализациони мрежи, коловози, залихата на материјали и друго. При прегледот на заведени судски спорови спрема општината, утврдени се заведени судски спорови за надомесна штета без определена вредност. Извештајот и реализацијата на инвестиционите програми ја опфаќа категоријата 482 или капиталните расходи и таа е реализирана со 362 милиони денари. За подготвување на проекти и ревизија на проекти реализирани се средства од 6 милиони денари. За изградби и реконструкција на улици и патишта 125 милиони денари. Подготовката на проекти за вклучување на дизајн на мостови е со вредност од 1.269.000 денари. За подготовка на проекти за ревизија на проекти за пречистителни станици и колектори или атмосферска и фекална канализација потрошени се средства од 51.127 денари. За изградби и реконструкција на атмосферска и фекална канализација 29 милиони денари. За подготвување на проекти и ревизија за проекти на капацитети за водоснабдување потрошени се средства во износ од 57.284 денари. За реконструкција на капацитети за водоснабдување потрошени се средства во износ од 12 милиони денари, додека за подготвување на проекти и ревизија за проекти на капацитети во енергетиката 1.747.000 денари. Изградбата и реконструкцијата на капацитети во енергетиката е со вредност од 12 милиони денари, подготвувањето на проекти за ревизија на други објекти 1.973.000 денари. За изградба и реконструкција на други објекти потрошени се средства во износ од 168 милиони денари. И за надзор на изградбата на претходно споменатите проекти потрошени се средства во износ од 2.465.220 денари. Во сметката донации во приходниот дел имаме реализација според програми и тоа. Детските градинки имаат реализација од 56,92%, домот за стари лица 50%, зоолошката градина 91%, основното образование 97%, средното со 81% и програмата за противпожарна заштита со 96%.
Резултатите во 2021 година не ќе беше можно да се постигнат без соодветна поддршка на Советот на општината. Советот одржа вкупно 21 редовна и една вонредна седница на која беа разгледани 398 точки. Навременото и ефикасно донесување на одлуките позитивно влијаеше врз реализацијата на програмите на општината. Толку во делот на првите 3 точки. Доколку имате прашања, повелете. Благодарам, Благица. Дали некој има прашање? Бидејќи никој нема прашање, преминуваме на 4-та точка, одлука за проширување на средствата на буџетот на општина Битола за 2022 година. Може и 5-та да оди, Благица, заедно или? 4-та и 5-та. Кој? Да, нека дојдат. Значи, 4-та, 5-та одлука за измена и дополнување на одлуката за извршување на буџетот на општина Битола за 2022 година и измена и дополнување на буџетскиот календар за 2022 година. Благица Павеле. Благодарам, председателке. Одлуката за проширување на средствата на буџетот на општина Битола за 2022 година се однесува на делот на сметката за наменска и блок дотација, на барање на буџетските корисници од програмата за основно образование, средно образование, детски градинки, старскиот дом и зоолошката градина. Се поднесува одлука за проширување на буџетот во делот на наменските дотации. Се планира пренесениот вишок на приходи од минатите години, од 2020 до 2020 година, во вкупен износ од 116 милиони денари, да се пренесе на следниот начин. Пренесениот вишок на приходи во програмата N1 основно образование изнесува 12 милиони денари, пренесениот вишок во програмата средно образование изнесува 48 милиони денари, пренесениот вишок на програмата музејска и кинотечна дејност или зоолошката градина изнесува 727 илјади денари, пренесениот вишок на приходи во програмата Старски дом изнесува 8 милиони 153 илјади денари и во делот на програмата Детски градинки изнесува 46 милиони денари. Значи, буџетските корисници од сите овие програми дадоа своји финансиски планови како значи сакаат овие средства да им бидат распределени. Би сакала тука да напоменам дека уште еднаш да појаснам, бидејќи имаше некои нејасноти околу овој пренесен вишок на приходи, значи добивме известување од Министерството за финансии во кое добивме инструкции дека пренесениот вишок на приходи или средствата кои им останаа непотрошени на буџетските корисници во 2021 година се враќаат назад во буџетот на Република Македонија, додека пренесениот вишок на приходи на буџетските корисници кои им остана до 2020 година, значи може и натаму да се пренесува. Но тоа не значи дека оваа година, ако тие средства не се потрошат, дека повторно нема да добиеме такво известување и истите, доколку не се потрошат, да се вратат назад. Во врска со оваа точка толку, доколку има некои прашања, повелете. Фала, Благица. Прашања? Валентин Повели. Јас имам, Благица, неколку и за предходните, да не земам по два пати збор. Значи, ме интересира овде ги спомна градинките. Негде прочитав реализација на градинката во Арама. Што се случува со градинката во Арама? Се работи? Ако мислите на градежните активности, не сум баш многу запозната, ќе треба да ја прашам колешката Маријана, бидејќи јас не излегувам на терен и не знам докаде се градежните активности, знам дека има само некој застој во моментот. Добра. Кажи ми, ме интересира, значи овде негде ја прочитав сметката на 31.12.2021 година, паричните средства. Сметка ме интересира на денот на примопредавање, дали можеш да ми кажеш на градоначалничкиот мандат на 10.11. И ме интересира жиросметка, например, денес, на 15 март 2022 година. Дали имаш такви бројки да ми кажеш? За кратко можем да ви дадам таква информација. Да. Добро. Ме интересира парите од продажбата на градежното земјиште за ланската година, колку пари доби општина Битола од продажба на градежното земјиште и кога тие пари
легнале на сметката на општина Битола. Тие пари беа уплатени во 2022 година и тоа ќе го разгледвате на првиот квартал од 2022 година. Добро, а парите, може да ми кажеш колкава е сумата на парите? Тогаш ќе ви... Од прилика вака? Од прилика не можам сега да ви кажам. Добро. Овде прочитав за данокот на имот. Значи некои суми видов, а имаше во одреден период полемики за тоа колку е наплатено, како и ме интересира сега за оваа година, дали имаме обврска како општина до кога треба да се достават даноците на имот решенијата и дали, например, до тој рок ние сега оваа година ќе ги испорачаме овие решенијата за данок на имот. Па, обично рокот на изготвување на решенијата е некаде крајот на март, почетокот на април месец, во зависност од самата општина, дали тендерот бил во ред, дали била избрана фирма која што ќе врши печатење на решенијата, а понатаму, значи, дистрибуцијата, нормално секоја општина сака што побрзо да ги дистрибуира, за да ги собери средствата како приходи по основ на данок на имот од правни и физички лица. Ние ќе стигнеме до крајот на март да ги испечатиме решенијата за данок на имот? Па во моментот не можам да ве информирам, немам таква информација. Добро. Сега ме интересира во не видов овде на сметка за струја. Например, колкава била сметката за струја за 10, 11 и 12 месец? Поединечно, ако сакате за И ме сметките за интересира, струја, и значи ме можам интересира, да ви дам например, колку информација. пари се вложени за лето осветлување во 2021 година, ако имаше негде посебно овде во... Тој е во програмата J3, значи за улично осветление во ставката 424 440. Колку се вложени за лето осветлување? Сега, момент. Ајде види. Од планираните 46 милиони, реализирани се 32 милиони 442.506 денари. 32 милиони. Добро. Дали сега кога сум до струјата, дали сметките за струја за 10-11 месец, ако беа големи, беа платени во 2021 или се платени сега оваа Се година? платени во 2022 година. Значи во 2022 година. Добро. Сега ме интересира дали во овој буџет или 22 се предвидени пари за реконструкција на објекти кои ние како совет ги побаруваме од влада, значи хотел Борец и детското одморалиште. Дали имаме предвидено пари за реконструкција на објектите, за вакви објекти? И колку таа би изнесувала, дали имате представа вие во буџетот што го изготвувате? Па ми се чини дека ги усвојувавте програмите за комунални дејности. Знаете во тие програми дека овие што ги спомнувате проекти не се влезени. Добро. Зошто, например, се смета дека е добро во ова време, сега сите се жалиме дека е криза, војна, ковид, се ни се собра. Дали мислите дека како општина е добро сега, например, да се врши притисок врз граѓаните и фирмите со постојани опомени, за казни, за извршители на луѓето кои го немаат платено данокот на имот и данокот и фирмарината? Во овој период интензивно му пристигнуваат на граѓаните, дали сметате дека со тоа ќе се подобри наплатата или пак граѓаните немаат средства да ги плаќаат овие давачки кон општината и дали ќе се постигне ефектот кој општината би сакала да го постигне со постојаното пуштање на опомени и казни извршители? Според законот за данок на имот и фирмарини сме должни, значи, да
да си ги наплатиме побарувањата кои ги имаме од граѓаните и од фирмите. Во спротивно може да настане нивно застарување и во тој случај то би представувало кривично дело. Затоа сме должни, значи, да пуштаме опомени за да си ги наплатиме побарувањата. И секоја една општина е должна да си ги наплати побарувањата. Добро, дали ланската година беа пуштени такви опомени во текот на целата година? Мислам дека за дел се пуштани, за дел не. Добро. Значи толку имам. Ти благодарам. Молам. Благодарам. Некој друг прашање? Нема. Ајде, колега Корлевски. Ме интересира во делот на детски градинки, значи сега добивте одлука од владата да ги враќате, да ви дадат парите од 2020, од 2022, така? Рековте? Значи, можам овде го имам допис, ако сакате да го видите. И напоменавме неколку пати и по претходните седници. Не знам, мислам, зошто не сакате да сватите дека, значи, одлуката на владата е да се вратат средствата кои беа неискористени во 2021 година. А до тогаш, значи до 2020 година, бидејќи има и такви средства, тие останаа да не се вратат, им останаа на сметките и сега конкретно токму заради тоа ја носиме оваа одлука за проширување, за да можат да си ги искористат средствата кои ми останаа до 2020 година. Јас ве прашувам едно, вие ми одговарате тоа што сакате. Не знам што... Ве прашувам за 2022 година, за 2020 година. Велите донесуваме одлука за За проширување на средствата во сметката. проширување на средствата во сметката, така, значи тие средства си биле на сметката, ги поминавме завршна сметка за 2021 година. Еве сега врвиме завршна сметка. За 2021. За 2021, за 2020 запоминавме завршна сметка? Да. И? Што се случи тогаш во 2020 година? Си беа тие на сметката. Си беа на сметката. Сега во 2021 што се случува? Ги прошируваме. Во 2022 ги прошируваме. Значи, во 2021 година, значи во 2022 ги прошируваме парите од 2021, така? Во 2022 ги прошируваме средствата од 2020. Со Во средствата од 2022 со 2020. парите од 2020. Да. Толку, фала. Благодарам. Некој друг прашање? Но јас ако заборев да прашам, значи колку пари собравме, така се вика комунална такса за осветлување за 2021 година. Сега момент. Да. Оти да не се снима. 92.109.442 денари. Добро, фала. Иако може ови што прашав за жиросметката да ми ги дајте, не мора одма и после може. Во ред. Фала. Фала и вас. Кажете се, извинувам? Да, ќе ви го дам и дописот. Пушти му го на Стефи Благица, на сите светници, нека му го пушти. Благодарам. Некој друг прашање? Да преминиме на... Ајде, колега Војковски. Сега што разбрав вработената во општинската администрација, значи средствата за основно образование, односно од градинките од основните училишта, од буџетските корисници, за 2021 година што се средствата се вратени во буџетот на РМ. Да, точно. Колкави финансиски средства се тие? Вкупност, можам да ви кажам. Значи, по буџетски корисници ќе ви кажам. Во средното образование се вратени 10.895.000 денари, од детските градинки се вратени 20.555.000 денари, од старскиот дом се вратени 3.638.000 денари и од зоолошката градина се вратени 356.267 денари. Тие се средства, значи вкупните средства, како пренесен вишок на приходи, кои што се пренесваат од година во година,
Тоа значи дека во 2021 година ги имавме вкупните средства како пренесен вишок на приходи и од 2020, да појаснам, и од 2021 добивме значи известување дека оној дел кој остана непотрошен од 2021 година мораме да го вратиме во буџетот на Република Македонија. Додека средствата кои останаа непотрошени до 2020 година можат и понатаму да се користат и во 2022 година. И затоа сега ја носиме оваа одлука за проширување. Благодарам. Сега ново објаснување, вика средствата заеднички од 2021 година и од 2020, така? Заедничките средства. Значи средствата се пренесуваат во секоја година. Так, ама сега заеднички, така, во двете години што останале од 2020 и 2021. Сега не го Не, спомнате тоа? средствата од значи ве молам не ми ги извртувајте зборовите. Средствата од 2021 година кои останаа непотрошени кај буџетските корисници се враќаат во буџетот на Република Македонија. Средствата кои останаа непотрошени до 2020 година остануваат и понатаму да можат да ги користат буџетските корисници. Колку се вишокот од 2020, ќе ве молам? Вишокот, еве сега, според оваа одлука се 116 милиони денари, 116 милиони 870 017 денари. И А овие 13 милиони денари се од 2021. овие сега што ви ги кажав, да, се од 2020. 13 милиони денари се од 2021. Не А 13, 13 милиони не се 13. 35 милиони. Значи 10 милиони се од средното образование, 20 милиони се од детските градинки, сега на вашиот колега му читав, 3 милиони 638 од Старскиот дом и од Зоолошката градина 356 милиони. 33 500. 35 милиони 445 727. Толку. Така. А Враќаме. 116 се од 2020. Точно, До 2020. Така? до 2020. До 2020. Прашања? Доколку никој нема прашања, Благица, завршивме со твоите точки Да, или? не, уште имаме две точки. Одлука за Бе- измена на обезбедени с- одлуката за извршување на буџетот, Добро. измена на одлуката за донесување на буџетскиот календар, Повели. имено по препораки од Министерството за финансии, по донесената одлука за извршување на буџетот на општина Битола за 2022 година и по донесениот буџетски календар, имаме насоки од Министерството за финансии во кој дел од во кој членови од одлуката за извршување на буџетот треба да извршиме измена. Во делот на одлуката за извршување на буџетот за 2022 година ги вршиме следниве измени. Во членот 12 се додава став 4 и тоа месечниот надоместок за присуство на седниците од Совет се исплатува за присуство на седниците на Советот во тековниот месец. Месечниот надоместок за присуство на седниците на Совет се намалува за 30% за секое отсуство од седницата на Совет. Ставот 4 од овој член 12 станува став 5. Потоа имаме измена во членот 14, се врши следнава измена и тоа. На вработените во општинската администрација им се исплатува надоместок за регрес за годишен одмор во висина од најмалку 9000 денари нето, под услов вработениот да работел најмалку 6 месеци во календарската година кај работодавачот. Исто така имаме измена во членот 18, во став 1 и став 2, и тоа се вршат следниве измени. Став 1 вели, во случај на смрт на вработениот во општинската администрација и локалната јавна установа, на неговото семејство му се исплаќа парична помош во износ од 30.000 денари. Членот 18 став 2 се вршат следниве измени и тоа. На вработениот во општинската администрација и локалната јавна установа во случај на смрт на член на потесно семејство, родител, брачен, другар, деца родени во брак или вон брак, посиноци, посвоени деца и деца земени на издржување, доколку живеел во заедница, му припаѓа парична помош во висина од 15.000 денари. Во оваа одлука за измена и дополнувања, сакам да потенцирам дека ќе направиме уште една измена, сега ќе го извршиме тоа дополнување. Значи, во членот 15, исто така, во висината на доместокот за дневница за службено патување, иако во тек сме на изготвување на колективен договор
за општинската администрација, сепак ни е дадена препорака да ја усогласиме дневницата за патување во земјата со колективниот договор на ниво на гранка. Досега дневницата изнесуваше 800 денари, сега ќе изнесува 700 денари според колективниот договор на ниво на гранка, а потоа кога ќе го донесеме колективниот договор на ниво на општина, ќе извршиме повторно измена во овој член 15. И во буџетскиот календар, значи исто така од Министерството за финанси, во буџетскиот календар вика да се постават роковите кога градоначалникот до општинските буџетски корисници ќе ги доставува главните насоки за изготвување на финансиските планови, општинските буџетски корисници кога ќе ги доставуваат своите финансиски планови до градоначалникот и градоначалникот го доставува предлог буџетот до советот на општината. Овие препораки исто така се изменети во измената и дополнувањето на буџетскиот календар за 2022 година. Повелете доколку имате прашања. Прашања? Доколку немаме прашања, Благица слободна си. Преминуваме на точка број 7. Одлука за обезбедени средства за надоместок за експроприација на недвижен имот за изградба на комунална инфраструктура во општина Битола. Представник ни е Горан, така? Повели Горан. Согласно член 26 од Законот за експроприација, еден од доказите при изготвување на предлогот е и доказот за обезбедени средства. Значи, до сега одевме со одлуката за извршување на буџет, бидејќи овие средства секоја година ги имаме предвидено во зависност од потребите, но меѓутоа се најде забелешка од управен суд, не само во нашата општина, толку во сите, каде што предлагачи се единиците на локална самоуправа да се донесе одлука за обезбедени средства од причина што постапка која се водела, да речеме, во 2012 година, ако дојде до исплата во 2013 година, да има правна основа како таа одлука би се извршила. Тоа е во кратки црти. Благодарам. Прашања? Доколку немаме прашања, ти благодариме. Точка број 8. Одлука за прифаќање противпожарна опрема за потребите на ТПП Битола. Игор Повели. Благодарам. Значи, со одлука на влада распределена на противпожарна опрема за територијалната противпожарна единица во Битола и затоа се предлага ова одлука чисто формално да ја прифатиме таа распоредена противпожарна опрема. Прашања? Повели Бојан. Вредност дали знаеме на опремата што ни се донира? Оти нема тука во одлуката, гледам. Да, не е со вредност и не е како затоа не е одлука за прифаќање на донација, туку или па за давање од влада. Тука е само за распоредување на опрема без вредност. Само ја прифаќаме, не е како донација, туку директно е распоредување. Тука е напишано што примаме, пише одлука за прифаќање на противпожарна опрема за потребите на ТПП Битола. Во самата одлука од влада нема наведено вредност на противпожарната опрема, само опис. Добро, фала. Благодарам. Преминуваме на точка број 9. Иницијатива за донација на хуманитарна помош на збратимениот град на општина Битола, Кременчук во Република Украина. Повели Ѓорги. Почитувана председателка, почитувани колеги, во име на советничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата и во координација со градоначалникот на општина Битола, ја поднесов оваа иницијатива. Пред 7-8 дена имав исто така и пресконференција тука пред зградата на Советот, на кој ги повикав сите носители на јавни функции, граѓани, правни субјекти да донираат за збратимениот град Кременчук во Украина поради војниот конфликт таму, знаете. Општина Битола е збратимена со град Кременчук во 2006 година и сметам дека добро би било како општина да излеземе во пресрет на збратимениот град и ние како совет да донесеме некоја одлука за хуманитарна помош и парични средства во висина која што ќе се договориме сите. И исто така ќе се направи некој штанд за донации, од која ќе донесеме таа одлука за донирање на облека, храна, лекови,
Украинската амбасадорка испрати писмо со благодарност за оваа иницијатива и исто така побара да се излезе во пресрет на збратимениот град. Благодарам. Благодарам. Прашања? Доколку нема, може да преминеме на гласање. Точка број 1. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Битола за четвртиот квартал од 2021 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за, против нема, воздржан 1. Точка број 2. Јас сум воздржана. Завршна сметка на општина Битола за 2021 година. Кој е за? 5 за. Годишен извештај на општина Битола за 2021 година. Кој е за? 4 за, 1 воздржан. Одлука за проширување на средствата на буџетот на општина Битола за 2022 година. Кој е за? 5 за. Петта точка. Одлука за измена и дополнување на одлуката за извршување на буџетот на општина Битола за 2022 година. Кој е за? 5 за. Шеста точка. Измена и дополнување на буџетскиот календар за 2022 година. Кој е за? 5 за. Одлука за обезбедени средства за надоместок за експроприација на недвижен имот за изградба на комунална инфраструктура во општина Битола. Кој е за? Против? 5 за? Добро. Осма точка. Одлука за прифаќање на противпожарна опрема за потребите на ТПП Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. И девета. Иницијатива за донација на хуманитарна помош на збратимениот град на општина Битола Кременчук во Република Украина. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Ви благодарам, комисијата заврши.